Државата соодветно се постави во борбата против коронавирусот и засега нема потреба од дополнителни мерки, е заклучокот по Советот за безбедност. Според председателот Пендаровски не се разговарало за опцијата за ограничување на движењето на граѓаните 24 часа. Следните потези ќе зависат од развојот на ситуацијата, а никој не може да предвиди кога ќе се случи пикот. Респираторите од Норвешка наменети за Македонија биле заглавени во депо во Турција која воведе ембарго за извоз на респиратори. Председателот се надева дека проблемот наскоро ќе биде решен. Нашите капацитети, ако се одложи ова ситуација, сигурно не се на нивото на Швајцарија, Германија или не знам која друга богата држава. Меѓутоа, факт е дека, повторувам, во овој момент ние имаме адекватна поставеност на нашите државни капацитети и ресурси и се надеваме дека со овие мерки кои се досега преземени ќе можеме да го ограничиме помасовното, поголемото ширење на вирусот на пошироки делови од територијата на нашата земја. Во тој дел, повторувам, секоја анализа ќе биде неблагодарна ако кажеме дека можеме да издржиме за месец ден или за 2 или за 3. Никој во овој момент не знае кога може да се заврши оваа состојба. Шефот на државата не се согласува со предлогот на лидерот на СДСМ Заев целата администрација да зема минимална плата од 14.500 денари. За Пендаровски е прифатливо единствено на минималец да бидат функционерите. Ќе бил прв од нив кој ќе се откажал од целиот приход ако владата излезе со таков предлог. Не беше добра мерката која претходно циркулираше и беше предложена до владата, дека сите од највисокиот функционер во државата па се до последниот вработен во јавната администрација, независно какво е неговото лично примање, да бидат оптеретени на еднаков начин, односно сите да примаат минималец. Според Пендаровски, потребна е мобилизација на сите економски капацитети на државата и прибегнување кон најрадикални мерки само во крајна нужда и со определен рок. Тој отворли можноста да дојде до печатење на пари. На тоа, како што рече, не помислуваат ниту други држави во Европа. Пендаровски до истекот на военната состојба на 16 април ќе свика уште една седница.